Денеска православната црква го празнува празникот Богојавление. Богојавление. Кога Господ Исус Христос навршил 30 години од своето телесно раѓање, Он ја започнал својата учителска и спасителна дејност. На самиот почеток тој го означил почетокот со крштевање во Јордан. Свети Кирил Ерусалимски рекол: почетокот на светот е водата, почетокот на Евангелието е Јордан. При крштевањето на Господа во водата, на светот била објавена тајната што се навестувала во Стариот Завет, за која во Стариот Мисир и во Индија само се раскажувало, тоест тајната за Божествената Света Тројца. Отецот се јавил во чувството на слухот, Духот се јавил во чувството на видот, а Синот се јавил во чувството на допирот. Отецот го кажал своето сведочење за Синот, Синот се крстил во водата и Светиот Дух во вид на гулаб лебдел над водата. А кога Свети Јован Крстител посведочил и рекол: еве го јагнето Божјо кое ги зеде гревовите на светот врз себе, и кога тој го потопил и го крстил Господа во Јордан, со тоа се покажала и Христовата мисија во светот и патот на нашето спасение. Имено ги зел врз себе гревовите на родот човечки и под нив умрел и оживеал. И ние мора да умреме како стари гревовни и да оживееме како очистени, обновени и преродени. Ова е Спасителот и ова е патот на спасението. Празникот Богојавление уште се нарекува и просвештение. Случајот на Јордан не просветува и ни го покажува Бога како едносушна и неразделна Тројца. Тоа е едно. И второ, секој од нас со крштевањето во водата се просветува со тоа што постанува посинет од Отецот на светлината, според заслугата на Синот и со силата на Светиот Дух. Te